по повод денешниот голем христијански празник Успение на Пресвета Богородица, односно Голема Богородица. Честитки за верниците пристигнаа од целиот државно-политички врв. Председателот Пендаровски упати честитка до архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, како и до сите православни верници кои го чествуваат. Чествувајќи го еден од најблагодарните и највозвишените празници, важно е да се потсетиме дека Пресвета Богородица е парадигма за сето она по кое што безмерно трага современиот човек. Солидарност, грижа, храброст, стоичност, емпатија и љубов. Овој голем празник исто така ни покажува и дека секој искушение треба да го понесеме заеднички и поединечно во смирение. Собранискиот спикер Џафери порача Успението на Пресвета Богородица да биде денот во кој што сите ќе најдеме човечка сила за взаимно разбирање, посака добро здравје, душевен мир, семејна среќа и топлина, меѓусебна почит, разбирање и хармонија. Нека овој голем ден кој е во чест на Успението на Пресвета Богородица биде денот во кој што сите ќе најдеме човечка сила за взаимно разбирање, да се надминеме себеси со тоа што ќе се погрижиме сите да бидеме на исправниот пат, осветлувајќи го и отворајќи го нашиот ум и нашето срце, затоа што само тогаш ќе знаеме како да го цениме и да го живееме животот како дар во кој царува љубов, радост и взаемна почит. Премиерот Димитар Ковачевски посака големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица да ни е честити вековит со пораки за љубов и добрина. Честити вековит нека ни е големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Вербата во добрината, почитта, љубовта и разбирањето, грижата, посветеноста кон сплотениот, што ги символизира овој голем ден, нека бидат инспирација и поттик за сите, да продолжиме заедно и солидарно да градиме перспективно општество, дом на спокојни и среќни луѓе. Председателот на најголемата опозицијска партија, Христијан Мицкоски, во негово лично име и во име на партијата, за денешниот христијански празник порача заедно да ја промениме грдата слика на секојдневието и да се избориме за иднина. Да се споменеме за христијанските вредности, кои со векови се дел од нашата традиција и вера. Денес е денот кога сите ние треба да се ги спомнеме за љубовта кон ближните, но и хуманоста, кои се темелите на нашата духовност, бидејќи тие не учат дека треба да жртвуваме дел од нас, да бидеме трпеливи и истрајни, за да направиме подобро денес и подобро утре за нас, но и за нашите поколенија. Искушенијата и предизвиците се дел од секој пат, но сплотени заедно можеме сите нив да ги надминеме. Вели Мицкоски во честитката, во која додава дека денес многу македонски семејства ја споделуваат тешката судбина на несигурност, сиромаштија и одземена иднина. Тој упати честитка и до рударите за празникот на нивната заштитничка Голема Богородица.